Добар ден, Снеже, поздрав од Битола и поздрав од најградскиот град, како што рече. Наша тема денеска е тема од локалната самоуправа, а на оваа тема ќе зборуваме со Борче Димитровски, секретар на општина Битола. Добар ден, Димитровски. Локалната самоуправа на Битола под раководство на доктор Тони Коњановски, градоначалник на град Битола, работи посветено веќе 2 години. Сработевте многу значајни, витални проекти. На што работите моментално? Добар ден, поздрав до гледачите на Македонска телевизија и благодарам за поканата. Да, точно се наоѓаме на половина од мандатот на градоначалникот Тони Коњановски, на локалната самоуправа избрана на локалните избори во 2021 година. Навистина интензивни беа и динамични овие 2 години и работевме на многу значајни проекти за битолчани, кои што од една страна ќе зголемат ефикасноста и ефективноста на локалната самоуправа во делот на услугите за кои ги нудиме за граѓаните, но секако инфраструктурно и на повеќе од повеќе аспекти ќе подобрат функционирањето и живеењето во градот. И навистина горд сум како дел од тимот, еден од раководните службеници во општината, да кажам дека имаме навистина еден одличен тим кој што е посветен на својата работа и сработевме доста значајни проекти, бидејќи проектна документација на вистина основа за тоа градот на каде ќе се движи. Пред извесен период го промовиравме проектот за влезот во Битола, че Битола заслужува поубави влезови во градот, Битола заслужува навистина клучни работи и битолчани тоа го сакаат, бидејќи како што кажавте Битола е најградскиот град и така треба да биде и во иднина. Имаме таа одговорност да тоа и го направиме. Така, сигурно имате идеја како да ги задржите младите во Битола, да нема повеќе иселување? Па добро, отварањето на нови работни места е една од можностите. Секако нови содржини во градот, значи индустриската зона Жабени е делимично направена пред 10 години, но навистина тука треба да се подобри инфраструктурно со цел да можат покрај Кромберт и Шуберт да се отворат и нови капацитети, но сепак Битола заслужува и многу други содржини кои што треба да ги понудиме во градот со цел подобро да биде уште подобро место за живеење. Исто така работиме и на подобрување на инфраструктурата и во старата индустријска зона, така да заеднички со проект и грант добиен од Светска банка на почеток на идната градежна сезона ќе се подобрува таа инфраструктура, каде што голем број од поранешните фабрики сега функционираат нови фабрики кои што работат во реконструирани капацитети. Неодамна беше презентиран новиот локално-еколошки акционен план за 2024-2023 година. Што подразбира и која е целта? Да, локалниот еколошки акцијски план е еден од најзначајните стратешки документи кои што согласно законот за животна средина секоја општина треба да го има изготвено. Тој се изготвува за период од 6 години и горд сум што покрај овој стратешки документ кој што се однесува на заштитата на животната средина, изминатиот период исто така изработивме стратегијата за локален економски развој за периодот од 2023 до 2027 година. Општина Битола немаше валидна стратегија за локален економски развој од 2018 година, што е навистина поразително. Исто така изготвивме програма за енергетска ефикасност, но најзначајно е тоа што го започнавме најзначајниот стратешки документ, тоа е генералниот урбанистички план за град Битола, бидејќи нов урбанистички план од 1999 година градот нема и очекуваме во следните 2 години тој да се доврши и ќе овозможи нови можности за развој на градот. И всушност сите овие стратешки документи на кои што посветено работиме овозможуваат континуитет, независно во која форма и која е локалната самоуправа, која е раководството на самата локална самоуправа или каков состав има самиот совет, континуитетот е многу значајен, а тоа се прави само со добро планирање и повеќе годишни стратешки документи кои што го возможуваат тој континуитет.
Едно од оние слики кои што можеби ги заплашуваат битолчани, тоа е појавата на се поголем број кучиња, но така е во цела Македонија и тоа веќе деценија наназад, не е само месец или два. Дали имате план за справување со овој проблем? Секако дека имаме план, навистина проблемот е голем, проблемот е горлив и ќе кажам и самокритично дека локалната самоуправа и порано требала да се справува. Не говорам за оваа локална самоуправа, но искрено тоа е системски проблем. Кога зборуваме за проектна документација, изготвивме проектна документација за прифатилиште, но не само тоа, туку веќе го изградивме прифатилиштето, тоа се наоѓа во близина на земјоделското училиште во Битола, но ќе кажам дека проблемот со бездомните животни и со справувањето не се решава со објект. Тоа е системски проблем кој што бара време и на добар пат сме, бидејќи сега ја припремаме и пропратната документација во смисла на формално правните документи кои што треба да се достават за Агенцијата за храна и ветерина и очекуваме да го добиеме одобрението за работа на прифатилиштето и исто така сме во тек и во консултација со експерти од областа за да имаме најефективен начин со справување со овој проблем, кој што е навистина голем проблем за граѓаните на Битола, но верувам дека и во целата држава и се надеваме дека во текот на 2024 година во голем дел ќе оставиме проблемот под контрола, но секако согласно важечките закони, Законот за благосостојба на животните, кој што има мерки и правила во однос на третманот на бездомните животни. Тука сме во комуникација со Сдруженијата за заштита на животните, Сдруженија на граѓани кои што се ентузијасти кои што помагаат во овој сегмент. И тука секако сакам да апелирам, имавме координативни состаноци, дека системското решавање бара што е можно поактивно вклучување покрај на општина Битола, нашиот инспекторат, но исто така и на ветеринарниот инспекторат при Агенција за храна и ветерина, Министерство за внатрешни работи, со цел да се стави под контрола ситуацијата. И еве, на крајот сосема накусом, дали 2024 година битолчани повторно ќе ја дочекаат со некоја нова зимска приказна по европски терг? Па секако, за да го оправдаме епитетот дека сме и град на културата и најградски град, тој концепт на зимска приказна навистина помина одлично и би рекол дека тоа не е само културен производ, туку е всушност туристичка понуда и имавме посетители и од соседните држави и од цела држава кои што доаѓаа изминатите 2 години кога се реализираше зимската приказна во прекрасниот амбиент во близина на офицерскиот дом, така да и оваа година битолчани бидат спремни за позитивно изненадување. Димитровски, ти благодарам за ова исцрпно излагање. Тоа беше се од ова јавување и поздрав од град Битола.